сакам да ги поздравам гледачите на РТК и на КТВ, така да ви сте наши редовни и стални поддржавачи медиумски и благодарам за тоа. Ете, пред сета јавност си дозволам да го кажам. И овој пат, утре, значи на 8 декември, на Свети Климент, празник, државен македонски празник, традиционално по 7 пат организираме фестивал на вино и вински туризам. Значи, Сдруженијето Винотек е организатор на настанот. Во настанот секогаш ние винарите сме во соработка со ракијарите, значи со дистилериите, така да, меѓу другото, сигурно ќе има изложено и дестилати вински, односно ракија. Да, што е сосема нормално. Настанот се одржува, значи реков утре, од 12 часот до 17 часот во големата сала на хотел Фени. Замислен е така да се представат дел од винариите од нашиот крај и регион со своите производи, првенствено со младите вина и дестилати, доколку некој направи, односно други производи како што е маџунот. Ќе бидат присутни 23 излагачи на овакви излагачи на вино и на ракија, од кои е само една дестилерија, другите сите се винари. Значи, ние ги опфативме разни структури, ние покрај семејни винари кои ги имаме тука, значи имаме и поголеми винари и дури до најголемите. Значи, структурата на винариите е разнолика, предвидејќи ние се бавиме со развој на винска култура. Значи, ние не ги промовираме само семените винари. Уопште, љубовта кон шириме, љубовта кон виното и негуваме винската култура. Се бориме за подобри вина, за поквалитетни вина и за еден начин на пиење на вина кој го прави виното да стварно да биде задоволство. Предвидејќи само сакам да напоменам дека виното ги инспирирало и најголемите филозофи, политичари, уметници, така да и предпоставувам и очекувам дека и дел од нас кои сме љубители на вино, дека виното ќе да биде инспирација за некои творештва понатаму. Утре повеќе ќе зборуваме за оваа тема. Кажи ми кратко што следува до крајот на оваа година и почетокот на наредната. Ете, сега ќе биде 8 декември утре, но ние не застануваме со активности. Планираме до крајот на годината да организираме базар вински. Значи, овие вина уште ќе бидат малку позрели, па таму некаде пред Нова година, околу католички Божици, ќе видиме од Свети Никола, кога има можности, ќе организираме таков еден наскон, а пак ете, користам сега прилика да ги поканам нашите сограѓани и гледачи регионални на овие телевизии, да дојдат, да се дружат и дружењето е еден од нашите цели. Дружењето, тоа не на сите потребно. Овие тешки времења, какви се сега, малку го изоставивме тој сегмент од нашиот живот, меѓутоа ние се трудиме со овакви активности сето тоа да го повториме, да се вратиме на оној живот некогаш на малку по-опуштена атмосфера и дружба. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.